Грипот зема замав, амбулантите преполни со пациенти. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во текот на минатата недела во земјава се пријавени вкупно 1346 случаи на групни пријави за заболени од грип, заболувања слични на грип. За 63,9% повеќе во споредба со претходната недела. Најголем број на заболени лица се пријавени од Битола и Струмица по 147 и Гостивар 125, а во останатите градови бројот на пријавени е помало од 100. Во однос на возрастната дистрибуција, 888 лица се на возраст од 15 до 64 години, 186 кај деца на возраст од 5 до 14 години, 139 кај деца на возраст од 0 до 4 години и 133 се регистрирани кај лица над 65 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години. Од ИАЗ вела дека се забележува зголемување на бројот на заболувања слични на грип, која е над неделната граница за сезонска активност, втора недела поред. Земјава има широка географска распространетост и висок интензитет на активност на вирусот на грип. Во интервју за Сител, председателот на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски се согласува дека во изминатиот период кружи грип кој се лекува дури 2 недели и температура која трае долготрајно. Мислам дека се уште се движиме кон врвот. Во овој момент епидемиолошката состојба е навистина стабилна. Сезоната годинашна на инфлуенца започна пред 2 недели и би требало да трае 7-8 недели, но според податоците што ги следиме од европските земји, од соседните земји, веќе се приближуваме кон некое плато. Ова топло време не погодува многу за ширењето на грипот, така што можно е за скоро недела-две да го достигнеме максимумот. При тоа, овој максимум не се разликува премногу од максимумите кои години наназад просечно ги достигнуваме, што значи ништо неочекувано во овој момент не се случува. Секоја сезона помеѓу населението циркулираат H1 и H3 варијанти на А инфлуенца најчесто. Годинешниве примероци кои се секвенционирани укажуваат дека околу 2/3 од луѓето, можеби нешто и повеќе, се биле инфицирани со H3 варијантата, а таа варијанта оди со малку подолг тек, подолготрајна температура и веројатно овие подолги хоспитализации или просто подолго трајање на болеста се должи на оваа подваријанта. Меѓутоа, навистина тешките случаи кои бараат долготрајна хоспитализација и фатално завршување се реткост, што ни дава малку простор за, да кажеме, очекување дека добро ќе поминеме со оваа сезона со грипот. Лекарите препорачуваат дека вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување.